Во првата фаза ќе бидат отворени 60 работни места, а во иднина бројката на нови работни места да достигне до 350. Вкупната инвестиција се проценува од 6 до 7 милиони евра. Инвестицијата денеска во Скопје ја најави извршниот директор на компанијата, кој рече дека ќе започнат со браунфилд инвестиција во постоечки објект, почнувајќи со работа од 1 јуни. Тој истакна дека одлучиле да инвестираат во Македонија поради економската стабилност и едукацијата на кадарот. Првиот контакт со македонските власти беше остварен во 2015 година. Ќе започнеме најпрво со браунфилд инвестиција во постоечки објект. Со работа ќе започнеме на 1 јуни оваа година. На почетокот ќе има 60 вработувања во рамки на првата фаза. Почетната инвестиција е 7 милиони евра, а во Македонија се одлучивме да инвестираме поради стабилноста во индустријата и едукацијата на кадарот, кој според него се основа за успех на компанијата. Ваквите инвестиции се дополнителен ефект од веќе постоечките компании кои инвестирале во Македонија. Целото седиште ќе биде изработено во Македонија и потоа ќе биде вградено во автобусите на Ван Хул, и тоа е првата фаза со околу 60 навработени, но потоа според нивните планови и она што значи големина на фабриките како во Полска, така и во Турција, планот е да се стигне и до околу 350 вработувања, со тоа што нема да се користи само Ван Хул како клиент, туку и другите произведувачи на автобуси во Европа согласно на нивните договори, но ќе имаме тука и производство на седишта за железничката индустрија. Во иднина се планира да се произведуваат и седишта за железничката индустрија, со што се очекува Македонија да има директен извоз и за Европа, Азија и за Америка. Првите контакти со компанијата се направени во декември 2015 година со поддршка од компанијата за производство на автобуси Ван Хул.